да ги нахраниме економиите, а не депониите. Банките за храна помагаат во борба против гладта. Ова всушност е мотото на Банка за храна Македонија, која веќе 14 години неуморно работи и се бори против фрлањето на храна како отпад во земјава и против гладот кај македонските граѓани. На оваа тема разговарам со Душко Христов, председател на Банка за храна Македонија. Добар ден, добре дојдовте, како сте попладнало? Добар ден, благодарам на поканата. Пријатно во ново студио, во нов амбиент. Да се разговара, но не е така баш популарна. Не е баш така популарна темата, меѓутоа е тема од нашето секојдневие, проблем со кој што се соочуваат голем број на наши граѓани и нашата држава и тема за која што треба отворено да се разговара. На самиот почеток, како во ВТВ, како течат активностите на Банка за храна на терен, генерално знам дека граѓаните ја препознаваат Банка за храна Македонија како организација. Имате се поголем број на помагатели, но и се зголемува и бројот на лица кои што бараат помош од Банка за храна. Мала исправка, бројот на помагатели некако во овој период се смали, бидејќи беа избори, да бидам искрен, а барателите на помош бројот им се зголеми, така да тој дисбаланс секојаш бил и ќе биде. Сиромаштија глад има и ќе има. Ние сме тука една мала карика во тој ланец да на некој начин го облажиме секојдневието на одредена група на граѓани, бидејќи ниедно општество во светот, дури и најбогатото, не може да го нахрани своето гладно население. Така и нашето општество, но затоа ќе има тема подоцна, има начини и можности како на одреден начин да се ублажи тоа секојдневие, бидејќи Македонија, односно ние како граѓани тука не сме баш 2 милиона, да не се лажеме, негде помалку сме, но и оние што сме тука, огромен број од тие истите имаат проблем со оно што беше по прилогот претходно, еден барем достоен оброк дневно. Банка за храна Македонија има главна дејност за собирање на вишоците на храна од сите оператори со храна, а морам да истакнам дека вие сте членки на Европската федерација на банки за храна, каде се собрани над 420 банки за храна. И сега да се вратиме во нашата земја. Според бројни мерења и извештаи, Македонија е сиромашна земја. Голем е бројот на граѓаните, нема да калкулирам со бројки, вие ќе ми кажете ако имате точни податоци колку граѓани живеат на работ на сиромаштијата и секако како вие како Банка за храна ја согледувате сиромаштијата низ призмата на недостаток на храна и луѓе кои што не можат да си дозволат барем еден оброк во текот на денот. Убаво спомнавте дека ние како членка на Европската федерација на банки за храна, таму сме во 30 на земји, над годишно ниво, ние сите заедно, бидејќи Банка за храна Македонија влегува тука, собираме над 870.000 тони храна и ја доставуваме до над 11 милиони корисници, чисто да имаат гледачите представа за која мрежа на организација се работи. Јас не би рекол дека нема доволно храна. Храна има доволно, да речеме, во светски рамки храна се произведува за околу 12-13 милиарди луѓе. Ние сме 8 на светско ниво. Значи, храната не е распределена равномерно и така да во одредени делови на планетата имаме недостиг, а недостиг имаме и во Македонија, не од аспект на тоа дека таа храна не можеме да ја доставиме, него едноставно имаме мал неслух од страна на одредени општествени чинители да делот од храната која што како потреба им се јава кај граѓаните. Во Македонија ние упорно сме во податоците кои што произлегуваат од нашите малтене секојдневни да речеме секојдневниот допир до граѓаните и разговора со граѓаните, дека во бројни општини во Македонија имаме и локални партнери, бидејќи ние како поединка не можеме тоа да го правиме и податоците велат како една бројка, ние викаме негде околу 70.000 луѓе имаат 2 до 3 оброка неделно. Повеќе до се деца, тој податок многу му ставаат и извичници и прашалници, меѓутоа никој од институциите или па од оние што чинители кои што работат во помош на социјално загрозени семејства, неќе да седнем другата страна да го продискутираме податок. Бидејќи ние како организација со нашите партнери на годишно ниво допираме помеѓу 2.500 до 3.000 семејства. На основни 3-4-5 прашања кои што ги поставуваме при помошта кој што ја доставуваме во одредени периоди, не секогаш, бидејќи доставуваме кога можеме и имаме, на тој начин допираме и дознаваме за тој податок. Зато велиме дека Македонија, но има еден друг податок кој што било кој да го каже како бројка ќе излаже, односно нема да ја каже вистината, да бидам попрецизен, бидејќи скриената сиромаштија е најголема во Македонија. Зошто? И во секој едно општество.
А секој еден кој што држи до себе своје достоинство како секој човек, тој или таа не приоѓа да побара било каква помош. Може би ќе гладува и 2, и 3, и 5 дена, меѓутоа нема да покаже интерес дека има потреба од некаква си помош. Од сето ова што досега го кажавте, практично ќе заклучиме дека од година во година бројките се пообесхрабрувачки. Стапката на сиромаштија постојано расте, а предвидувањата велат дека еве и со новите цени кои што ни порасна и никако не се враќаат на старите, практично овој негативен тренд продолжува и понатаму. Какви се вашите очекувања и прогнози? Прилогот што беше вие што го повтори податокот дека бројни се цените кои што се покачија на одредени производи, тие се најосновните производи. Видовме макарони, ориз, брашно, шеќер, сол и тие работи, месо, да не зборуваме дека по некои си просечни стандарди внесување на протеини, односно месо и месни производи, па и млеко и млечни производи, за одредена група на граѓани денеска во Македонија тоа е луксус. Цените се многу пати се покачија од ковид кризата па навака, што рековте во прилогот дека да се вратат никако, а платите баш и некоја одредена помош и не пораснаа многу, каде што Со покачување на цените и платите некако дојдовме на исто. Граѓаните се во дисбаланс, дефинитивно, затоа што во минус, затоа што покачувањата не ги пратат, односно инфлацијата, односно покачувањето на самите цени. На тој начин, се повеќе на рафтовите во маркетиве ги нема оние производи кои што се поевтини и што се најнеопходни да се земат, остануваат непродадени во знаци наводници, меѓутоа не во знаци наводници, но остануваат одредени производи кои што голема група на граѓани не може да си ги дозволат. До вчера купувале можеби 300 и 400 грама месо, денеска ќе иде да купи 100 грама или едноставно да задоволи основната потреба, што не е баш за задоволување, бидејќи ние велиме секој граѓанин треба да има барем еден достоен оброк. Ја забележуваме реалната ситуација, свесни сме на тоа, но ајде, кога имаме некаков проблем, за да го решиме, најпрви тргнуваме од причината, нели? Зошто е тоа така? Всушност, такав да кажам, имаме парадоксална ситуација во која, според извештајот на индексот на фрлена храна на Обединетите нации, граѓанин на Македонија годишно фрла 83 килограми храна. Зошто имаме ваква ситуација? Каде можеме да ја лоцираме вината? Кај производителите, кај граѓаните или пак кај властите, да речеме? Кај сите помалку, а највеќе кај граѓаните. Поаѓаме од принципот дека одредена група на граѓани кои што оние не зборувам за оние кои што не може да се го приуштат тој луксус, да го речем секојдневен, меѓутоа зборувам за оние барем малку граѓани кои што се надам ние спаѓаме и ние, ја викам, не знаеме да купуваме. Можеби критика, некој ќе се наљути на таа критика, ќе ми забележи, но навистина е така. Ако секој стави прст на чело и види дека оно рековте 83 килограми, прашање е добро. Некоја мерка постои сигурно за тоа, но ајде да почнеме од себе. Ја тврдам дека секој едно просечно семејство кој што може да се приушти скромна преживувачка во Македонија, дека секој ден фрла по 50 денари некаква си храна. Дали тоа ќе биде леплисните производи, млеко-млечни производи, месо-меснати производи, и највеќе се фрла леб и овош и зерничок, бидејќи нашите анализи покажуваат уствари, ние фрламе 100.000 граѓани, да ги ставиме во контекстот на оно сега што го зборуваме, дека 100.000 граѓани фрламе 300 евра, секој семејство фрла 300 евра годишно. Тоа се 30 милиона евра. Дека секој се запраша, па и ние после, да речем, и овие искази, да се запрашаме дали сме ние толку богати да фрлиме во најмала рака минимум 30 милиони. Тоа се само домаќинствата. Не зборуваме за компаниите, не зборуваме за одредени институции, не зборуваме за земјоделието кое што сведоци сме за некакви си земјоделски политики кои што на никој не му се јасни, а од една страна велите и велиме дека имаме гладни и сиромашни граѓани, од друга страна каналите, реките, нивите остана одредени производи необерени и реките и каналите веќе почнуваат да се трупаат со одредени производи кои што на земјоделците не им се исплаќа да ги носат по пазари.
Така е во Македонија. Ајде да видиме како е во регионот. Имавте можност пред 10 дена да бидете дел од регионална конференција која што се одржа во Сараево. Имавте можност да слушнете и да споделите какво е искуството во полето на донирање на храната и секако начинот на споделување на истата до крајните корисници со посебен акцент на преземените иницијативи во Македонија околу законот за донирање на вишоците храна, како и законот за донирање и спонзорство во јавниот сектор. Но пред да го заокружиме разговорот со тоа докаде сте со законот, ајде малку прво за регионалната конференција. Регионалната конференција беше ESG, го викаат на англиски, некој оставање на помал еколошки отисок при производство, дистрибуција и трговија со одредени производи. Беше акцент оставен на донирањето на вишок од храна, како и на кој начин може секој вишок на храна да допре до крајните корисници, а при тоа да не остави никаков еколошки отисок во природата. Односно, како пример, ние бидејќи, ајде да се пофалам, бевме звезди тамо, не дека ја бев, па не оно што го спомнува доредени закони и одредби кои што ќе имаме тука иницијативи кои што веќе 14 години пробуваме некако да ги ставиме на во некој си систем, ни дава за право да велиме дека нашето искуство за нив беше големо, меѓутоа и нивното искуство што они веќе го имаат, да речеме во Босна и Херцеговина имаат закон за поврат на ДДВ за донирана храна, што и ние го имаме преку законот што го спомнат законот за донирање во јавниот сектор. Меѓутоа сите тие земји немаат па закон за донирање на вишок храна. Среќа оваа власт 5 години се промовираше, што се заминува, промовираше, ќе го донесеме закон за донирање на вишок храна, истиот се уште стои во некоја фиок. Ја не велам дека во рамки на тој закон бројни граѓани ќе добија основни производи. Не, него со тој закон на некој начин ќе го регулирахме системот, односно акцентот на секој вишок кој ќе се појави како храна да се достави до крајните корисници на еден транспарентен, брз и ефикасен начин. Трендовите во регионот и нашето учество беше тамо да поттикнеме на ние како веќе 10 години ја поттикнем таа изградба на платформа на Балканска федерација на банки за храна и мислам дека дојде времето до крајот на годината сигурно пак ќе дојдеме на гости кај вас, каде што можеби ќе имаме гости од регионот, каде што ќе направиме веќе ставивме на подлога да дел од сите банки за храна во регионот, формално неформални, бидеме во една заедничка платформа, бидејќи на тој начин и донациите и вишоците храна ќе се представуваат на еден транспарентен начин и на истиот тој начин може да стигнат до крајните корисници. Пример, ќе наведам една голема компанија, понатака ќе ја спомнам некој на следното гостување, веќе имаат своји производи во Србија и сакаат дел од тие вишок на производи, бидејќи многу донираат во Србија, само ќе кажам дека се тоа преку 4.500 тони храна и сега ние сме мали, минори за тоа, меѓутоа од 30 до 50 тони секој месец би ни доставувале, што за нас е огромна помош, а секако за нашето општество ќе биде уште поголема. Јас се надевам дека во догледно време законското решение кое што го предлагате ќе дојде до своја завршница и конечно ќе се реши оваа состојба на добробит на сите и секако ќе упатиме апел храната да не се фрла, сиромашните да имаат дополнителна помош во храна и генерално да немаме гладни граѓани во нашата држава. Ви благодарам многу за гостувањето. Ако имате една кратка реченица како порака. Благодарам само уште еден апел, да го со големи букви да го кажам. Бидејќи новата влада е во надоаѓање, дел од институцијите беа вклучени во изработка на законот за донирање вишок храна, дека стават прст на чело, нека ја отворат таа фјока каде што тој фател прашина од претходната влада. Тука сме сите заедно во корист на оние кои што им треба, да го, ако треба нешто да се измени, да го измениме и да го ставиме во функција на кој што им треба тој вишок храна. На тој начин и самите бизнес субјекти, оператори со храна ќе бидат задоволни, но и самите корисници кои што тој вишок на храна би го добили. Ви благодарам многу за гостувањето и